Целокупната тема на ова видео ќе биде преглед на новиот iPhone 8. Така да, ако баре малку ви интересира технологија и слики и видеа или Instagram или YouTube или било што, останете на видео. Само пред да продолжам, телефонов не е мој, фала му го Сара, другарка моја што ми го поземи за да го направам видеово, нејзиниот Instagram е во description. Продолжувам. Најпрво сакам да имате представа колку е нежен телефонов. Направен е цел од стакло и колку е нежен. Нежен џобе бешко дупе. Страв ми е да го држам, затоа што е поскап од мојот живот. Добро, не баш поскап од мојот живот, али бубрек и пол. И да имате представа колку е голем телефонот, еве мојата рака, еве го телефонот. Еве мојата папуча слеш сандала, еве го телефонот. Еве типичен знак за забрането пушење, еве го телефонот. Не сум некој човек што сака... Комарци има многу. Не сум некој човек што сака многу... Не сум некој човек што сака многу Apple, мислам, не дека ги мразам, ама до сега се сум користел андроиди. И iPhone не ми е баш нешто кузно што позната територија, ама од прилика знам да кажам помеѓу еден и друг iPhone. Прилично изгледа исто како претходните, менито му е малку различно. Кога ќе го отклучите внатре, пак е прилично сличен со другите iPhone. Што мене ме интересира е камерата. Сакам да видам како изгледа камерата на ова, затоа што според мене камера во телефон е... Ова му е предната камера. Снима и во 4K и во 1080, што е многу практично за телефон. И можеме да кажеме дека е многу добро затоа што има стабилизатор телефонот. Предходните камери им се многу лоши, малку ќе снимаш и одма снимката се мрда и се мрда и се мрда и не можеш ништо да видиш. Исто така, предната камера е многу добра. Сакам да кажам дека има многу подобрувања од предходната камера. Еве, доста е широк аголот, за разлика од предходните камери. Предна и задна камера за снимање од 1 до 10, 7. Збориме ако еден е компир камера, а 10 е најаката камера што може да постои. Нешто што мене многу ми се свиѓа и е многу практично за сите што прават видеа е slow motion, односно успорена снимка. Снима во 120 фрейма, односно 120 слики во секунда. И сега ви покажам како изгледа. Финално мислење за телефонов е дека е стварно добар телефон. И за некој, ако случајно некој сака да го купи, долу има линк од него на Amazon. Од 1 до 10 би му дал оценка 9. Затоа што пак наредната година ќе дојде уште малку поголем телефон од овој со уште некоја спецификација подобра. Така да од 1 до 10, 9. Му оставам простор на следниот iPhone да се покаже. Не сакав да ве замарам со досадни спецификации као колку RAM има и каков е телефонот од внатре и софтвер и ова и она. Највеќе затоа што овој канал знам дека има луѓе што се креатори. Дека овие што гледаат, што ги гледаат видеата, прават видеа, ставаат слики, постираат, прават нешто. И знам дека ги интересира ваков тип на информации. Така да се надам дека ви се свигаше видео, ако ви се свигаше ставете лайк, ако ви се свигаше повеќе ставете subscribe има долу и во description ги има сите мои социјални мрежи као Instagram и Facebook и сега кај што постирам. Фала многу што гледавте видео и се гледаме во наредно видео.